Во познатата уметничка галерија Cartwright Hall во Братфорд со големо љубопитство и интересирање беше следена репрезентативната изложба на 10 современи македонски ликовни уметници што ја подготви Музеот на современата уметност во Скопје. Во прекрасната акустична Братфордска катедрала, хорот на Радиотелевизија Скопје, под диригентство на Драган Шуплевски, одржа еден од 4 концерти на Британскиот остров. Како и во Riverside студиото во Лондон, во концертните сали во Оксфорд и Норич, со спонтани и долготрајни аплаузи беше следена програмата на овој ансамбл, што се состоеше од духовна музика и современи југословенски и македонски композитори. Честите повторни изведби на песните на барање на публиката потврдија дека вистинската уметност секогаш и секаде е топла примена. Затоа говорат и изразите на благодарност на подпредседателот на градот Братфорд, Роберт Маккирли. Може ли во името на сите вечерва, на вас и на целиот хор, да ви се заблагодарам за многу пријатниот концерт? Бевте навистина многу добри. Вечерва слушавме многу убаво пеење. Не добиваме често хорови со така висок квалитет во Братфорд. Затоа и нашето уживање беше поголемо. Во име на градот Братфорд ви ја подарувам оваа графика на Братфордската катедрала. Во атмосфера на поетско празнување помина и прекрасните вечери на поезијата. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Дами и господа, драги колеги, поезијата што ви ја представуваме е земена in medias res од целокупните достигања на современата литература, односно култура и уметност, што се создаваат во Македонија, една од 6 републики на Социјалистичка федеративна република Југославија. Задушувана и присвојувана низ векови, македонската литература доживеа полн процут по Втората светска војна, односно по Социјалистичката револуција, кога Македонија се појави на историската сцена како слободна и рамноправна република во Југославија. Entered the historical scene as a free and equal nation in the Yugoslav Federation. Македонската поетска реч се покажа со сиот свој блесок на 3 вечери во Лондон, потоа во Братфорд, Оксфорд, Норич и Хей он Уај во Велс. I am no more. The fingers of my hands remained under the grass. In the twilight, girls gather flowers. Good night, night. I am no more, no more. Писателот Томе Момировски ги представи поетите Славко Јаневски, Матеј Матевски, Илјами Емин, Анте Поповски, Радован Павловски, Михаил Ренџов и Богомил Ѓузел, кои читаа песни од своето творешто. Достоинствено и внимателно публиката го проследи ова поетско кажување. Текстовите на англиски ги читаа нивните колеги, англиските поети. Се редаа песните на Блаже Конески, Ацо Шопов, Гане Тодоровски, Србо Ивановски и други. И кога би се обиделе да издвоиме која вечер беше најинтересна,
Поетите секако би се определиле за онаа во Националниот поетски центар во Лондон, на која што заедно со македонските творци, хуманите пораки на поезијата ги кажуваше и шпанскиот поет Рафаел Алберти, минатогодишен добитник на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата. Секако посебно би требале да ги одбележиме настапите на ансамблот за македонски народни игри и песни Танец. И во рамките на деновите на македонската култура во Велика Британија, членовите на овој реномиран ансамбл најречито и уште еднаш го потврдија епитетот што со години со право го носат – амбасадори на нашиот фолклор. И секаде каде што настапуваа, со оригиналноста на ритмот, колоритната носија и карактеристичните инструменти постигнаа блескав успех. Секоја точка од програмата на сите 10 концерти измамуваше спонтани, долготрени аплаузи на публиката. Сите концерти по правило траеа повеќе од предвиденото време, од простата причина што публиката многу точки сакаше да ги слушне и види повторно на бината. Со еден збор, Танец имаше вистинска жетва на аплаузи и ги воскити и возбуди дури и англичаните. На бројните средби, како што беше приемот што го приреди амбасадорот Живан Берисалјевиќ заедно со Гога Николовски во Југословенската амбасада во Лондон, потоа приемот кај градоначалникот на општината Хемерсмит и Фулан во Лондон, Вилјам Смит, присуствуваа истакнати општествено-политички работници на Велика Британија, представници на Британскиот совет, на Foreign Office и други, беа разменети мислења и уверувања за успехот на манифестацијата, што беше уште една потврда за високиот степен на културната соработка помеѓу Велика Британија и Југославија. Мощна значајна беше средбата со господинот Џон Паркер, шеф на британско-југословенската парламентарна група, како и со познатата англиска писателка Елизабет Паркер, автор на книгата Британската дипломатија на Балканот. Со концертот на ансамблот за народни игри и песни Танец во големиот Кекстон Хол во Лондон, одржан по повод Денот на Републиката 29 ноември и 30 годишниот јубилеј на Британско-југословенското друштво, завршија деновите на македонската култура во Велика Британија. За 30 годишнината на Британско-југословенското друштво говори Ернест Дејвис, председател на Британско-југословенското друштво. Well, these days of Macedonian culture are Деновите на македонската култура го збогатуваат интересот на Британско-југословенското друштво, кое што има 11.000 членови кои се интересираат за развојот на Југославија и продлабочувањето на пријателските врски меѓу двете земји. Вистина е дека оваа година ја прославуваме нашата 30 годишнина.
Društvo to je osnovano vo 1948. i 49. godina. Ja posetiv me Jugoslavija i mnogu pomognat me vo zemljotrsu tvo Skopje, a neodamna i vo Crna Gora i voopšto na vistina imav me mnogu bliska sorabotka so našite prijatelji od Jugoslavija. And generally we have very close contacts with our friends in Yugoslavia. Well, they're very difficult to, Teško je da se kažat rezultati te vo brojki, no fakt je da društvo to od godina vo godina raste kako interes od zanego. Aktivnosti te na našite členovi se ispolneti so posetuvanja na seminari, dogovori za patuvanja. Kontaktite vo Jugoslavija se odvivaat so to što gi zapoznavame našite členovi so luge od isti zanimanja. Održuva mi časovi na srpsko-hrvatski i svi te ovi aktivnosti donesuva značajni rezultati. And we also run classes in Serbo-Croat, and it is all these activities which bring Mislim deka celta na našето društvo je da se zgolemuvaat aktivnostite koji pridonesuvaat za zapoznavanje na našite dve zemlje. Seminarite i predavanjata koji se održuvaat se čekor poveke vo zapoznavanje to na Jugoslavija, koje što je mnogo interesna zemlja. And more of the lectures on the developments in